Она што можеме да го кажеме во моментот е дека и во понатамошниот период Македонската енергетска асоциација ќе биде отворена за соработка со сите своји членки, со сите институции во државата и со сите меѓународни институции кои што се занимаваат со енергетика. Ќе се обидеме Македонската енергетска асоциација да биде платформа преку која што ќе се артикулираат интересите на сите членки во истата и да можеме на една рамноправна основа во енергетскиот пазар, а при тоа почитувајќи ги законите во Република Македонија, да направиме односи во ова и текако важна сфера во индустријското живење во државата. Она што не очекува во претстојниот период и кое што ќе биде важно е имплементацијата на следниот чекор на либерализацијата на пазарот на електрична енергија во државата, што требаше да се случи на 1 јануари, но се пролонгираше од 1 јули оваа година. И практично тоа ќе има сериозни импликации во целокупното работење на сите овие 146 индустријски субјекти, кои што се воедно и најголемите индустријски субјекти во нашата држава. Па главните причини беа неинформираноста на компаниите и неподготвеноста на ЕВАНА на истите тие предизвици одговори. Тука треба да бидат подготвени припремните работи од две страни. Од една страна треба да биде од ЕВАНА како корисник и управувач со мрежата на дистрибуција, каде што овие компании се приклучени, и од друга страна треба да бидат подготвени самите компании. ЕВАНА сериозно се подготвува и имаме ветување дека тие ќе бидат подготвени до 1 јули. Од друга страна, компаниите исто така имаат информации, но од страна на точно од МЕА, од Македонската енергетска асоциација и од Стопанската комора на Македонија, во соработка со регулаторната комисија за енергетика на Македонија, веќе почнувајќи од 5 март се прават подготвителни состаноци, да не кажеме некој тип на едукација и информација на овие компании, се со цел на 1 јули тоа кога треба да стартува, кога е сега замислено да стартува во полн капацитет, без големи проблеми, а посебно без одредени финансиски импликации во работењето на индустријата. Не станува збор за желба, него тоа е законска обврска која што е опфатена во Законот за енергетика и таму датумите се прецизно дефинирани. Посебно внимание покрај на ова и текако важно прашање во МЕА ќе биде обратено и на пазарот на нафтените деривати, кој што гледаме дека станува се поинтересен во последно време, на цените на топлинската енергија, која што исто така гледаме дека се горливо прашање во последниот период, и на сите останати енергетски прашања кои што ќе го допираат работењето и животот во Република Македонија. Би сакал пред се да се заблагодарам на довербата на сите членки на Македонската енергетска асоциација и да воедно се заблагодарам на досегашното раководство на успешното водење на Македонската енергетска асоциација во изминатиот период.